Маја Недолковска-Презанова, работам во Националната галерија веќе 19 години како кустос. Во периодот од 2014 до 2015 година бев ВД директор на институцијата. Благодарам, Маја, што прифатите да бидете дел од оваа серија на интервјуа. Можем на почетокот да ви прашала, кога станува збор за една колекција во една национална институција, што точно подразбира тоа? Ние зборуваме за колекција како носечки столб за градење на институција. Колекцијата представува темел на Националната галерија на Македонија, со оглед на тоа дека го згрижува целокупното национално ликовно богатство, што се создава на нашата територија, значи во нашата земја. Од тука грижата за колекцијата треба да биде носечкиот елемент во работата на институцијата. Тоа подразбира, значи, од услови во поглед на згрижување како депоа до изложување на истите, значи обезбедување соодветни адекватни услови во изложбените простори, но и создавање на соодветен концепт во презентацијата на колекцијата, што не треба нели да биде сувопарен и не треба да оди по една пропорционална линија. Генерално има, барем јас кој што може да најдам литературата, има две поставки кои што се направени. Тоа е првата голема аквизиција направена на почетокот на 50-тите на дел од југословенски автори, кога биле презентирани во овој објект. И втората е негде на почетокот на 2000-тите, каде се дава еден сосема не многу поразличен преглед на Значи, токму во тој период јас и дојдов во галеријата, токму во тој период се вработив, кога сушност се имплементираше, се спроведуваше идејата за создавање на една таква национална поставка, која соодветно, адекватно, нели, ќе го презентира нашето национално ликовно богатство. И тоа беше многу инспиративно што се однесува до мене. Беа вклучени повеќе еминентни ликовни критичари, значи од Музеот на современа, од нашата институција, ликовни уметници, колку што се сеќам, меѓу нив беа и Петар Хаџибошков и Родолјуп Анастасов, значи автори кои ставиле свој печат на нашата ликовна сцена и историчари на уметност чии трудови се сметаат за релевантни во определувањето нели на вредноста на ликовното творештво на еден автор и генерално на целокупната, на развојната линија на целокупната македонска современа уметност. Да помините се 17 години од тоа концепирање, што се случуваше измеѓу? Па во меѓувреме се случија некои интервенции, промени во колекцијата. Лично, мој став е дека такви интервенции само иницијативно во различни околности, од различни причини не треба да се случуваат. Затоа и јас во периодот од тие година и пол, две речиси додека бев ВД директор, не се осмелив, слободно ќе кажам, да превземам некоја таква активност, затоа што сметам дека треба тоа да биде предмет на една обсежна дебата, на значи темелни анализи во кои ќе се види, значи еве сега во една позиција од после 17 години од како е отворена таа поставка, дали има потреба, под кои услови и од кои причини да се направат промените. Значи дали треба генерацијски да се направи промена, дали стилски да се направи промена, треба да се прошири. Ние овдека мислам во поставката до 80-тите години ги имаме опфатени авторите. Значи, веројатно треба да се разгледува и периодот потоа, треба да се размисли зошто и со кои дела, дали во овие услови ние можеме тоа да го направиме. Значи, се наметнаа многу прашања и од тие причини, значи, јас сметав дека е непрофесионално и нестручно да се превземат било какви интервенции. Многумина од претходните директори превземаа, мислам дека интервенции по некои лични согледувања. Дали тие треба да бидат така субјективни, не знам, значи тоа треба да биде предмет на дискусија. Добро, според вашето лично мислење, доколку станува збор за реконцепирање на самата поставка, што би значиле категориите на национално квалитет и современост, според вашето мислење? Сите тие треба да бидат имплементирани, според мене, во формирањето на национална поставка. Значи, ако е национална галерија, треба, самото име упатува на тоа дека треба да се следи известна национална линија во развојот на македонската ликовна уметност. Нормално е дека треба да се следат и актуелните текови на современата ликовна сцена и да се види, значи, колку треба да се направат промени, дали треба да се одземат или додадат некои дела, да се одземат или додадат автори. Во секој случај треба да се земат в предвид, значи, и националните елементи, но и тековните општествено-културни случувања, сето тоа што се случува на ликовната сцена и во наши рамки и во светски рамки.